Почитувани присутни, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција како до поголема економска соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија. За таа цел на денешната пресконференција неговата екселенција амбасадорот на Република Словенија во нашата земја господинот Милан Јазбек. Но на почеток ќе дадеме збор на господ Билјана Пеева Ѓурик, веде извршен директор на Стопанската комора на Македонија. Повелете. Благодарам. Ова треба да се уклучи. Океј. Благодарам. Значи, на почеток би сакала да ви информирам во однос на идејата од каде тргнавме, зошто сметавме дека е потребно да организираме и да спроведеме анализи со 10 земји со кои што генерално нашата земја остварува поголем обем на надворешно трговска соработка, а не случајно ја избравме Словенија да биде прва во тој низ од серијал кој што ќе го подготвуваме и кој што ќе обработуваме по една земја секој нареден месец. Со Словенија нашата земја има традиционално добри врски и релации, пред се она што е важно за нас на економски план. Немаме тука некои посебни отворени и проблематични прашања кои што би можеле да бидат предмет на третирање понатамошно. А зошто велам тргнавме од Словенија? Затоа што конкретно Словенија е првата земја која што воспостави дипломатски односи со нашата земја во 1992 година и токму Македонија своето прво дипломатско конзуларно представништво го отвори во Љубљана во 1993 година. Воедно Словенија е и нашиот, би можело да се каже, и прв ментор за нашето влегување во Организацијата на Обединети нации, но и во други меѓународни структури. Генерално, она што можам да истакнам во делот за соработката Словенија, прво да поидеме од правната рамка, која што е многу солидно структурирана. Значи, постојат помеѓу нас повеќе од 40 билатерални спогодби. Она што е важно за бизнис заедницата од двете страни се посебно спогодбите во делот на заемно признавање и потикнување на инвестициите, како и спогодбата за одбегнување на двојното оданочување. Секако тука има и спогодби кои што се врзани за нашата соработка која што е во областа на социјалното осигурување, ангажирањето на сезонски работници, во областа на здравството, на образованието. Но ако тргнеме од анализата која беше подготвена од страна на Стопанската комора на Македонија, значи она што е како параметар гледајќи ги основните макроекономски податоци, она што е параметар колку е успешна една економија се тргнува прво од податоците за бруто домашниот производ. Факт е дека во анализата која беше изработена со податоци, значи од периодот на осамостојувањето од 1992 година до 2018 година, значи имаме ситуација да на почетокот во 1992 ние сме имале бруто домашен производ од 6,3 милиарди американски долари, наспроти 26,6 милиарди на страната на Словенија. Словенија, тоа значи дека во стартната позиција сме имале доста разлики и тоа е што она генерално провејува кога ќе се гледаат сите натамошни показатели и бројки, дека ние сме на многу различно ниво на економска развиеност. Гледано од аспект на бруто домашниот производ, значи Словенија има за 3 пати поголема економска основа од нашата, односно за 320% повисок бруто домашен производ. Но Словенија, кога гледаме вака низ бројките, може да истакнеме на што се резултати истите. Значи, првенствено, Словенија е индустријска земја. Тие податоци говорат и тој раст кој што се гледа низ текот низ годините, јас нема да навлегувам детално во коментарите по бројките, меѓутоа упатува на тоа дека тој континуиран раст кој што се јавува на страната на Словенија е резултат кој што се јавува токму како резултат на тоа што
е високо развиена индустријска земја, што е различно од онаа стартна позиција која што ја имаме ние, и согласно таквиот раст кој што го остварува, Словенија секогаш имала 5 пати поголем животен стандард од Македонија. Гледано од аспект на надворешно-трговската размена меѓу нашите земји, податоците говорат дека вкупната наша размена во целиот тој период од 27 години постојано осцилира, со тоа што вкупната размена генерално и со Словенија се зголемувала низ годините. Последно во 2018 година изнесува 261 милион сад долари. А ако гледаме од периодот од 1992 година, таа размена се зголемила за 45%. Меѓутоа, ако го земеме податокот дека вкупната наша размена од 1992 година колку изнесувала 2,4 милиарди долари до оние сега приближно 16 милиарди кои што се евидентирани во 2018 година, тоа значи дека нашата соработка и со други земји драстично се зголемувала, така што процентуалното учество на нашата земја во размената со Словенија постепено почнала да опаѓа. Јас повеќе би се фокусирала во делот на извозот и генерално во анализата која што беше направена, може да се види дека досега не е доволно направено од аспект на зголемување на трговската соработка помеѓу двете земји, и тие флуктуации кои што се јавуваат посебно во делот на нашиот извоз кон Словенија, бидејќи тој е од една стартна позиција од 82 милиони долари во 1992 година дошло до период кога тој извоз драстично се намалувал до 2000 година, кога изнесувал само 26 милиони американски долари, за од тој период постепено да почне период на зголемување на соработката и да дојде до некои 92 милиони долари во 2018 година. Меѓутоа, што покажуваат овие флуктуации е дека генерално нашите компании, а согласно и структурата на производите која што ќе ја прокоментирам подоцна, произлегува дека не се воспоставени, освен за неколку одредени производи, не се воспоставени стратешки партнерства меѓу компаниите од двете земји. Кога ќе се види анализата на она што ние и нудиме на Словенија, генерално во сите изминати 20 години провејува податокот дека сме сконцентрирани само на неколку производи, а она што е посебен и интересен податок за нас, кој што укажува многу, е дека за одреден вид на производи ние имаме многу солидна позиционираност на словенечкиот пазар, затоа што кога ја разгледавме структурата на словенечкиот увоз, зборено од сите земји во светот, македонските, например, производи кои што учествуваат во тој вкупен увоз, за тие производи кои што ги увезува Словенија, конкретно електричните акумулатори учествуваат со 31,6%, сушениот зеленчук со 24,7%, шумските билки 20%, виното од Македонија, значи кое се извезува во Словенија, учествува со 17,7% од вкупниот увоз на вино кое го реализира Словенија. Меѓутоа, сите овие показатели упатуваат на тоа дека генерално нашата соработка се одвива само во два сектори, значи земјоделско-прехранбениот сектор и во металната и електроиндустријата. Каде ние го гледаме на тамошниот потенцијал? Кога ја разгледавме структурата на производи кои што од Македонија, кои што се јавуваат во словеничкиот увоз, и согласно нивната опфатеност од 2 до 5% на вкупен увоз на таков вид на производи, сметаме дека на тамошната соработка може да се развива и во делот, посебно кај производите од железо и челик, металната индустрија, калапите, доломитите, мермерот, травертинот и другите материјали. Тука се секако лековите и медицинските помагала, пекарските производи.
И интересно е да се истакне податокот дека конкретно во изминатиот период компании кои што извезуваат производи од Словенија во Македонија изнесува 1047 на број, наспроти 447 компании македонски кои што извезуваат во Словенија. Накратко ќе се задржам само на инвестициите кои што постојат меѓу двете земји. Значи тука постојат генерално големи осцилации низ текот на годините од периодот кога се регистрирани првите инвестиции во од Словенија од 1997 година. Вкупниот прилив на инвестиции од Словенија од тој период до 2018 година изнесува 328 милиони евра и всушност процентуално може да се земе дека 6,2% од вкупните инвестиции кои што ги има Македонија доаѓаат токму од Словенија. Но значаен показател за нас за воиднина треба да биде фактот странските директни инвестиции како учество во бруто домашниот производ. Анализата покажува дека гледано низ годините просечниот процент на странски директни инвестиции кои учествуваат во нашиот бруто домашен производ изнесува 3,7%, додека истиот тој процент во Словенија е 1,6%. Овој показател може многу јасно да не упати на податокот колку македонскиот бруто домашен производ е зависен од странските директни инвестиции и колку е за тоа уствари потребна да имаме една здрава економска подлога за да работиме повеќе на индустријата, да работиме повеќе во делот на извозот и нивното учество во бруто домашниот производ, за да имаме ситуација како Словенија да инвестициите не влијаат толку во креирањето на бруто домашниот производ. На крај би истакнала во делот на условите за поголема соработка помеѓу нашите две земји, иако тие се навидум слични по својата големина, по број на жители, меѓутоа како што истакнав, економските разлики кои што се јавуваат со нас, меѓу нас се значителни. Постои фактот дека Словенија остварува годишен извоз од 28 милиарди евра, наспроти 5 милиарди евра извоз од наша страна. Извозот од Словенија го креираат 8.000 компании, а извозот од Македонија го создаваат 3.000 компании кои што по своето учество некаде отприлика учествуваат со помалку од 5% од вкупниот број на деловни субјекти во земјата. Како што наведов, можностите за соработка пред се ги гледаме за продлабочување во оној дел на производи кои ги истакнавме од секторот земјоделие и прехранбена индустрија и метална и електроиндустрија, меѓутоа секако и во секторот на производство на основни метали, со тоа што можно е во иднина повеќе да се работи на моментот за заедничко производство на компании од двете земји кои што имаат компатибилни техничко-технолошки капацитети и кои што во иднина би можеле и заеднички да настапуваат на трети пазари, и секако Стопанската комора на Македонија заедно со својот партнер Комората во Словенија во наредниот период може повеќе да даде во тој сегмент, да може да ја наметнеме потребата за организирање на почести, но директни секторски средби, кои што ќе бидат во насока да ја зголемат и да ја унапредат таа соработка и да дојде до конкретни партнерства. Во соработката од исклучително големо значење за нас ќе биде соработката во делот на земјоделскиот сектор. Посебно имајќи во предвид дека Словенија важи за една од земјите кои што се поголеми корисници на финансиските средства од европските фондови за рурален развој, и сметаме дека тие искуства што може да ги преземеме од Словенија ќе бидат во начин на поголемо искористување на тие фондови од страна на нашите компании ќе бидат голема предност.
Друг податок е фактот дека двете земји имаат различно ниво на развој на туризмот и на инфраструктурата поврзана со туризмот. Меѓутоа, сепак сметаме дека можностите за соработка ги гледаме и во користењето на начините како Словенија успеа да развие различни видови на туристички услуги, а да стане препознатлива дестинација пред се за бањскиот туризам. И секако делот на она препознатливост на Словенија како зелена или еко дестинација, која привлекува по тој основ милиони туристи и како резултат на тоа остваруваат значителен девизен прилив во својата земја. Секако соработката треба и понатаму да продолжи, која ја имаме досега, посебно и во секторот образование. Јас тука би застанала, би му дала збор на амбасадорот. Pre svega se zahvaljujem Prirodnoj komori, predsjedniku Branku Azijskemu, mom prijatelju i vama Biljana za ovu ideju, za ovu seriju susreta sa medijima. Ja mislim da je to vrlo značajna inovacija, mogu bi čak da kažem diplomatska inovacija, i moram da istaknem da naša saradnja, znači saradnja ambasada sa Prirodnom komorom, je tako dobra da ja mislim da je to najbolji primjer kojeg sam ja imao dosad u mojoj karijeri, a nisam baš najmlađi ovdje. Ne? Tako da vrlo sam zahvalan za ovo i to saradnju možemo da istaknemo kao model kako se takve stvari rade. To govorim vrlo ozbiljno, vrlo seriozno i to bi želio da se to zaista istakne. Za diplomate, za diplomatsku ekipu, za ambasadora, nema boljeg od ovakve saradnje jer si zavisan od toga s jedne strane, s druge strane, ako je tu sinergija, onda iz toga dolaze veliki rezultati. Ovo kao za uvod mora da kažem i to je vrlo bitno. Meni je drago da smo se ovako ovdje danas sreli, nije prvi put da sedim ovako sa medijima, možda sa nekima od vas, ne sjećam se baš najbolje, pošto ima puno takvih susreta. Drago mi je zbog toga, pošto ja sam po matičnoj profesiji novinar, radio sam sa svim medijima, to je već dugo od toga, a uvijek se u tom društvu osjećam kao da sedim tamo, a ne tu, tako da mi je to zbog toga drago, hvala za ovu priliku. Ne? Inače, kao slovenijanski ambasador, moram da kažem, ovo je za mene praktički moja druga domovina, vaša država, ja je znam kao Makedoniju, sad Severna Makedonija, zvanično, ustavno ime, tako da je to još jedna dodatna motivacija za rad, pa i u stvari odgovornost, jer kad su odnosi već sami po sebi tako dobri, kao što su između dvije naše države, najlogičnija reakcija je da onda se te visoke osnove ideš dalje, da uradiš još nešto više. To je kao kad pada sneg. Kažem, palo je 50 novoga na 80 staroga i to je onda osnova dobra za dobro skijanje. Znači, meni je drago da u tom smislu mi vrlo dobro skijamo. Par podataka, par nekih, kako bi rekao, flash izjava koje su interesantne za ovaj današnji događaj i za ovo što ste vi sa tom serijom počeli. Evo, rekli smo, čuli ste već, bili smo, od samog početka smo zajedno, Slovenija je prva država koja je ovdje otvorila ambasadu, zbog toga su na našim diplomatskim tablicama broj 01, znači svi to znaju da je to slovenjačka ambasada, to je dobro, a ponekad nije dobro jer ne može da se sakriješ. Meni kažu ponekad ljudi, ovdje si bio već 3 puta, kod nas još nisi bio, pa nisam rekao da sam i tamo, znaju zbog toga. Hoću da kažem kakva je sinergija, prijateljstvo, razumijevanje između naše dvije države. Iz ovih brojki koje smo čuli, ove saradnje privredne, pa i pre svega zbog iz ovih brojki koje ukazuju na to strukturna saradnja, koliko je vašeg udjela u našim izvozima, tako da to ukazuje na jedan veliki kvalitet proizvoda vaših i naših proizvoda i saradnje i sposobnosti da se to uključuje. To ukazuje na veliku kompatibilnost i sinergiju ne samo između dvije države, društva pa i privrede. I to je ono gdje smo mi koji imamo po volumenu male privrede, možemo da budemo konkurenčni na trećim tržištima, na evropskim, na svjetskim tržištima. I to je onda niša za nas, ako kažemo ovako, u evropskom prostoru pa i širi. To je vrlo bitno. Meni je drago da ovako gledamo na ovu saradnju, ne samo brojke kao takve. I brojke su značajne. Evo,
Da dodam par brojki ka tome što je direktorica rekla. Evo, sad otprilike naša robna razmjena sada iznosi oko 315-320 milijuna eura. Otprilike 10% godišnje ide posljednjih godina na gore. To su velike značajne brojke. Investiciona saradnja ove godine, čuli smo, skoro je došla do 330 milijuna eura. Ja moram da kažem pre svega jedno, ova godina u nekom smislu vrlo značajna što se tiče privredne saradnje. U ovoj godini investicije iz Slovenije u Severnu Makedoniju povećale su se za oko 10%, skoro oko 30 milijuna eura. To je, koliko ja znam, rekordna godina u slovenačko-makedonskim odnosima, pa i što se tiče slovenačke privredne investicione saradnje ili ofanzive, kako bi rekao. Recimo par brojki što ovo dodatno argumentišu. Slovenačko poduzeće TAB, tvornica akumulatora i baterija koja ima u probi štipo svoju tvornicu, TAB Mak, ove godine i sljedeće 2 godine zajedno ulažu 25 milijuna u proširenje svoje proizvodnje. Sad zapošljavaju oko 400 radnika, za do godinu, 2 i povećat će to za jedno 120 ljudi. To su velike brojke, vrlo značajne brojke. Samo od ovih 25 milijuna ove godine ulažu 15 milijuna. To je 5% naše investicione saradnje ili robne razmjene. Onda sljedeće, LTH, Ljarnica, Ohrid, ove godine ulažu 2,5 milijuna eura, ukupno su za ovih, mislim da 15 godina uložili 25 milijuna. Oni su najveći poslodavac na širem ohridskom području sa 500 zaposlenih. To će povećati za jedno 100-120 ljudi za do godine. Od toga, od ovih 100 i nešto novi zaposleni, bit će otprilike 60 inženjera. To su velike brojke, značajne za ekonomiju i za strukturu ekonomije kao takve i za mogućnosti zapošljavanja mladih, obrazovanih ljudi. To je vrlo bitno. Dalje, Triglav, osiguravačka kompanija, oni su ove i prošle godine povećali svoj portfolio, pre svega na tom penzionom osiguravačkom delu za 8 milijuna eura. Moram da kažem, Triglav, makedonski Triglav, znači slovenjačka ekspozitura Triglav u Makedoniji, nisu to tačne reči kako se to govori, ja ne znam taj privredni rečnik tako dobro, i NLB Skopje. Oba dve su najbolje po najbitnijim ovim poslovnim performansima u grupi. Znači NLB Skopje najbolje je u NLB grupi kao takve. Triglav, Skopje, ili kako da kažem, mislim da je sigurno među 2-3 najbolja, mislim da je čak najbolji u čitavoj grupi. To znači opet sinergiju između dve države i dve privrede. Ja mislim da su tu okolnosti, da je ova privredna investiciona klima u Severnoj Makedoniji, vaša država, tako dobra i da je tu kadar tako dobar i imidž slovenačkih preduzeća i naša saradnja, da imamo u 2 najveće slovenačke grupacije, najbolje kompanije su tu, baš u vašoj državi. To je vrlo bitno. Dalje, slovenačka vinarija Puklavec otvorila je u Negotinu ovog proleća vinariju, 1,5 milijuna investicija. To su ova najveće, najbitnije investicije i to je najveći, kao što sam rekao, rast investicija u slovenačkoj ovoj istoriji u jednoj državi. Da ovo sad dodajem nekoliko podataka o toj političko-diplomatskoj saradnji. Sljedećeg četvrtka imamo uzvratnu utakmicu fudbalsku Slovenija-Severna Makedonija i ovog dana nam dolazi u uzvratnu radnu posjetu slovenački premijer Šarec. Zaje je bio u Sloveniji, kao što znate, krajem maja, sad nam dolazi uzvratnu posjetu premijer Šarec i to će biti ove godine 11. visoka posjeta između dvije države. Prošle godine imali smo 9 posjeta, ove godine očekujemo još možda 2-3 ministarske posjete, znači ove brojke ukazuju su ponovo rekordne. U slovenačkoj istoriji, ako oduzmemo onaj period prvih godina osamostaljivanja i pozicioniranja u međunarodnoj zajednici, to je najveći broj bilateralnih posjeta između Slovenije i jedne države. To je opet Slovenija i Makedonija. Znači, ponovo ukazujemo to veliku saradnju, prepletenost.
Te posjete jasno ne dolaze same po sebi, treba puno da se uradi, ali to je jedan veliki pokazatelj odnosa i to je pokazatelj tog podsticaja politike na robno-prirodnu saradnju. Mi smo organizovali, Slovenačka ambasada pred 2 godine, u aprilu 17. takozvani Blue Chip meeting, došlo jedno 7-8 najvećih slovenačkih prirodnika, sa vaše strane jedno 12, možda 15 najvećih makedonskih prirodnika. Imali smo poludnevni razgovor sa top ljudima u biznisu, šta i kako dalje, i njihov unisono stav je bio da treba da imamo ambiciju pola milijarde robne razmene između dvije države. Ta ambicija je ostvarljiva, ali tu treba još više oba dvije vlade da urade i pre svega to je mjesto za oba dvije komore. To hoću pre svega da istaknem. I sad polako na još neke druge konkretnije stvari prelazim. U Sloveniji sada, Slovenija je posljednjih 3, 4, 5 godina najveća, najpriljubljena, kako se kaže, destinacija za studente. Iz vaše države sada u prošloj studentskoj godini, znači 18-19, u Sloveniji je studiralo 933 studenta iz Severne Makedonije. To je velika brojka. Kad sam ja došao kod vas u tada još Republiku Makedoniju pred 3 godine, brojka je bila oko 750. Ja mislim da možemo realno da kažemo da će biti za dogodine sigurno više nego 1000 studenata u Sloveniji. To ukazuje da je Slovenija povoljna destinacija, da se vaši studenti kod nas dobro osjećaju i da cene naše univerzitete, a to ujedno i znači da Slovenija na taj način usposobljava, educira buduće kadrove za vaše društvo, politiku, kulturu i tako dalje. Zašto? Jer ako jedan student ide u Sloveniju, puno je više mogućnosti da će se vratiti u Bitolu, Skopje, Kumano, bilo gdje, nego ako ode, ne znam, u Stockholm, Washington, Canberru. To je ponovo jedan veliki plus za dve ekonomije i otvara velike mogućnosti dalje produbljivanja saradnje. Sad ja bih ovako rekao, pre svega na vašim institucijama i na komori da se ove mlade motivira, animira da se vrate, da donose saznanje natrag i da idu u te investicije. Šta sam još htio da kažem? Da, evo, za 2 nedelje imat ćemo sednicu Europskog savjeta, oktobarsku sednicu, na kojoj će biti razmatrano zeleno svjetlo ili datum pregovora između Severne Makedonije i Europske unije. Ja sam lično ubeđen da će do tog zelenog svjetla doći. Nemam nekih argumenta, ali sam ubeđen na osnovu svega šta znam, kako ovo pratim i pre svega na osnovu toga šta sve je u vašoj državi bilo urađenih poslije 2 godine za to da se ispune oni kriterijumi za početak pregovora. Slovenija je 15 godina članica Europske unije, pa i NATO. Imamo iskustva, znamo što to znači i zbog toga ja mislim da je vaša država spremna na početak pregovora i da sad u ovom momentu zaslužuje početak pregovora više nego bilo ikada. Ali, to je sad početak. Kad dođe do toga, recimo jedno naše iskustvo, bit će vrlo bitno, u stvari već sad treba to da se radi, ali kad se ozvaniči, formuliše pregovarački proces, rad i izboljšanje kvaliteta državne administracije, rad privrednih subjekata i istraživački centar, research centers. Znači, taj trougao, administracija, biznis, research centers ili science parks, i kako se kaže, u toj sinergiji ja vidim najveću mogućnost i najveći potencijal za razvoj makedonske privrede, makedonskog društva, civilnog društva, kulture i tako dalje. I tu vidim najbitniju ulogu, pored ovog vašeg sekretarata za evropska pitanja, vidim ulogu Privredne komore. Jer poslije članstva Europske unije neće biti velike koristi ako vaša privreda, ako vaši privredni subjekti nisu spremni, jer kad dođu velike kompanije, to će biti vrlo teška, vrlo jaka konkurencija. Zbog toga treba u ovo vrijeme da se vaše kompanije spreme na tu konkurenciju, a to znači spreme za zapošljavanjem kvalitetnih kadrova i sa povećavanjem kvalitete proizvodnje. I tu su naše iskustva vrlo velika, tu vidim neku saradnju na tom prirodnom području i ako bi sad rezimirao jednu rečenicu, mislim da je to najbitniji, što se mene tiče, zaključak ovog današnjeg susreta. Znači, tu su sve te mogućnosti u međusobnoj saradnji gdje možemo jedni drugima da koristimo, da pomognemo, da prenesemo iskustva. I tu, evo,
kažem, zbog toga je to, što sam rekao na početku, odlična saradnja sa vašom komorom, znači imamo sve te mogućnosti. Možda još jednu, 2-3 rečenice prije nego da završim. Po stvari sve sam rekao, osim znači ove velike, jake, nedvosmislene podrške slovenačke. Možda još jedan predlog, recimo kako da unaprijedimo ovu saradnju. Mi smo imali sad, vaš premijer Zajev bio u Sloveniji novembra 17. Premijer Cerar bio to aprila prošle godine, Zajev bio maja ove godine u Sloveniji, Šarec dolazi sada, imali par posjeta predsjednika parlamenta i skoro svaka ova posjeta imala je kao dodatni u programu organizaciju velike biznis konferencije. Ovdje smo imali prošle godine u aprilu 300 privrednika bila na biznis konferenciji, u Sloveniji je skoro 100. A to su ove veliki sastanci gdje ljudi dođu zajedno, se upoznavaju, gdje najviši predstavnici vlada pokazuju kakve su mogućnosti i motivacije za privredne subjekte. Ja mislim da je sad potrebno da idemo svi zajedno, da se fokusiramo na manje target-oriented konferencije, recimo IT sektor, spa, turizam, ne znam, poljoprivreda, digitalizacija, odbrambena industrija i tako da. Znači konferencije gdje bude 20 do 30 prirodnika sa obje strane i da se onda vrlo konkretno fokusira. Znači to je sad sljedeći korak, sljedeći stepen. Ako ovako nastavimo i te će brojke ići na gore i time ćemo svi da profitiramo, a pre svega makedonsko društvo, radna mjesta ovdje i tako dalje. Mi imamo u vašoj državi 2 počasna konzula, jedan je na Ohridu, sa sjedištem na Ohridu, drugi počasni konzulat je u Kavadarcima, otvaramo ga za 2 nedjelje, 17. oktobra, svi ste pozvani tamo, bit ćete dobrodošli, to je jedna velika, isto tako poluga za povećavanje međusobne robne razmjene i saradnje na svim područjima. Znači, vi ste sa velikim rečima govorili o Sloveniji, Biljana, ja govorim sve prije o našoj međusobnoj saradnji. Slovenjački slogan je posljednjih godina Green, Smart and Clean. Znači, to je ta budućnost, jer ovdje se najviše ulaže sredstava, time se poboljšavaju uslovi života i standard za ljude. Tu, to je sad posljednja rečenica, imamo s naše strane puno investicija na tom području, kako bi rekao, međunarodna razvojna saradnja. Druga faza čistione stanice u Probištipu, 1.200.000 eura, polovina slovenačka kontribucija preko međunarodne razvojne saradnje, polovina vaša vlada. Onda smo imali, recimo, u Tetovu, pred 2 godine, u 3 ulice naša kompanija Iskatel montirala taj Smart City Lightning i osvjetljavanje, znači i to je jedno veliko područje naše saradnje. Hvala za ovu mogućnost i vrlo mi je drago da sam s vama.